Добар ден. Власта крие милионски тендери дадени на своите омилени уредници. Власта крие милиони евра кои во само 7 дена се префрлени на нивните омилени телевизии. Власта ги крие своите тендерски фаворити преку анекс договори што достигнуваат и до десетици милиони евра по проект. Денеска ќе покажеме нови, конкретни докази како власта го крие и својот имот. Еве го. Анкетниот лист за имотната состојба на Силвана Бонева, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН со денешен датум. Во антикорупцијската комисија Бонева на незино име пријавила автомобил Opel Astra, девизни заштеди од 7.000 евра на незина книшка, 10.000 евра штедна книшка на сопругот, куќа од 82 квадрати во Струмица, како имот на родителите, и заштеда на име на своите деца од 375 евра. Тоа е впишано во анкетниот лист на Силвана Бонева. Еве што не стои во анкетниот лист на пратеничката на ВМРО ДПМН. Ова е тоа што Силвана Бонева го крие од антикорупцијската комисија и од јавноста. Стан во центарот на Скопје со пазарна вредност од околу 180.000 евра. Еве го имотниот лист на синот на Силвана Бонева, Орце Бонев, достапен преку интернет. Имотниот лист покажува дека на улица Димче Мирчев, број 20, синот на Силвана Бонева е собственик на стан од 109 метри квадратни, вреден преку 150.000 евра, со подрум од 44 метри квадратни, со пазарна вредност од околу 22.000 евра. Значи, Орце Бонев нема само дел од заштеда од 375 евра, како што пријавила во анкетниот лист неговата мајка, координаторка. Тој има и стан од околу 180.000 евра, што Силвана Бонева го крие. Ете така Боневи од 80 на квадрати семена куќа во Струмица се прошируваат и со стан во центарот на Скопје во вкупна вредност од околу 180.000 евра. Интересно е дека овој непријавен стан на Силвана Бонева, тоест на нејзиниот син, се наоѓа во истата зграда каде што министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска криеше квадрати и легализираше мансарди со партиско соседство. Прашуваме, зошто го криете станот во центарот на Скопје од антикорупцијската комисија од јавноста, господјо Силвана Бонева? Дали и вие, како и министерката Јанкуловска, сте мирни дека институциите под контрола на ВМРО ДПМН ќе го покријат вашето несразмерно богатење? Дали е ова честното ВМРО ДПМН, господине Никола Груевски? Ете како власта на Никола Груевски зборува за борба против корупцијата, гони криминалци за 10 евра, ама преку ноќ купува големи и скапи станови и не ги пријавува во антикорупцијската комисија и ги крие од јавноста и не одговара за тоа.